Денес Социјалдемократскиот сојуз поднесува кривична пријава против Никола Груевски. Груевски со побараниот и примениот милионски кеш во случајот Македонска банка направил 3 тешки кривични дела: противзаконско посредување, примање подкуп и затајување данок. Пријавата ја поднесуваме до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Со неа, како доказен материјал, е доставена и аудиоснимката, на која што јасно се слушат инструкциите на Груевски и неговата инволвираност во извршување на делата. Никола Груевски ја искористил својата службена положба како пратеник и како лидер на ВМРО-ДПМН во 2003 и 2004 година. Од тие позиции посредувал и влијае кај мнозинството акционери во Македонска банка АД Скопје да ги продадат акциите од 51% на Јовица Стефанови Книни. За тоа Груевски договорил награда од 1.500.000 евра директно во кеш, а останатите 900.000 евра со сукцесивно повлекување повторно во готовина. Груевски дал лажни податоци за своите приходи. Никола Груевски противзаконски избегнал плаќање данок кон државата на што бил обврзан. Со тоа ја оштетил и државата и граѓаните на Македонија. Од обвинителството очекуваме ефективна истрага за случајот Македонска банка, посебно што во него постојат сериозни индиции за криминал направен од лице кое што 8 години е на чело на државата, лично премиерот Никола Груевски. Обвинителството има можност, ако смета за потребно, да спроведе експертиза за веродостојноста на аудиоснимката, што ја приложивме како доказ. Така ќе паднат во вода сите очајни обиди на Никола Груевски да се скрие преку лагите на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН и очигледната забрана на медиумите под негова контрола да информираат за овој невиден скандал. Никола Груевски затаил данок. Само ова дело, според Кривичниот законник на Република Македонија, се казнува со казна затвор од минимум 4 години. Денес ви презентирам нови документи за примен кеш. Еве ги тие официјални документи. На нив го има црвениот партиски печат на ВМРО-ДПМН и подпис на овластено лице, најверојатно тогашниот секретар на партијата. Станува збор за потврди за примени пари во кеш како донација во 2006 година од 30.000 евра и 50.000 евра или вкупно 80.000 евра. Како донатор се јавува лицето Тумбовски Загорец. Во моментов на уплатата на донацијата во кеш, Никола Груевски, покрај председател на ВМРО-ДПМН, е и премиер на Република Македонија веќе 4 месеци. Сега те прашувам дополнително, Никола Груевски, дали со твое знаење и налог, тогашниот генерален секретар на ВМРО-ДПМН, во повеќе наврати има земено неколку стотици илјади евра на основ донација? Дали средствата што се земени во готово се внесени на партиската сметка на ВМРО-ДПМН? Дали овие средства се прикажани во завршната сметка на ВМРО-ДПМН? Согласно финансиските извештаи на ВМРО-ДПМН за 2006 година и за годините потоа, вакви износи на партиската сметка не се евидентирани. Дали овие пари на име донација, наместо во партијата, завршиле во вашите джебови? Дали, Никола Груевски, знаеш дека донација од физичко лице за политичка партија, согласно тогашната и сегашната законска регулатива, е во максимален износ од 5.000 евра? Никола Груевски, ќе ја објасниш ли на целата македонска јавност за ова ново кривично дело и за ова нова злоупотреба? Да се подсетиме дека во затворите во Македонија лежат луѓе за многу помали суми проневерени пари, за разлика од овој случај, каде што јасно се гледа кој, кога и колку пари земал и на кој начин. Првиот изборен круг за председател на државата е своевидна подготовка за конечниот избор и на председател на државата, кој што се совпаѓа со изборот на пратениците во новиот парламентарен состав, кој што ја дефинираат исто така и новата влада на Република Македонија.
Овој своевиден пример, кој што го имавме во првиот изборен круг, се надеваме дека целосно ќе биде отклонет и канџите на власта, кои што се во функција на притисок, закани, уцени, малтретирање, купување на гласови, нема да се случат до 27. Согласно тоа, гледате дека Социјалдемократскиот сојуз води кампања, постојано, секој ден, низ цела територија на Република Македонија, а при тоа дневно ги обелоденуваме сите финансиски криминали поврзани со Никола Груевски и со партијата која што ја води Македонија 8 години. Наша цел е граѓаните да сватат и согледат што тоа и се случува на Македонија и конечно да го казнат режимот кој што владее со државата. Точно е, првиот круг покажа дека ниту изборите се фер, ниту демократски, ниту има фер шанса опозицијата да победи. Но сите забораваат, а со тоа се надевам и власта најмногу се плаши, дека се уште изборите се тајни. Тајноста на изборите дава можност на секој трезвен граѓанин оваа наша земја да донесе одлука онака како што мисли дека е најдобро за него, за неговото семејство и за Република Македонија. Таму зад параванот е секој сам и се надевам дека никој од граѓаните совесни во оваа земја, освен најверојатно партиските послушници на ВМРО ДПМН, согледувајќи ги сите овие криминали, имајќи опција на избор за враќање на средната класа и сосема различен концепт од ова што денеска го гледаме, конечно ќе се одважат и ќе го казнат овој режим кој што владее во Македонија. Ако заклучно со 27 се потврди дека дрскоста и безобразието на власта продолжува, секако дека сите опции се отворени. Ние ниту имаме одлуки, ниту органи и тела на партијата за кои се тие други опции. На сите им е јасно дека ние до самиот последен момент на носење на одлуката од страна на граѓаните даваме шанса, како што дававме целиот овој период, со преговори и договори за изборен законник, со потпишување на кодекси и давање изјави за фери демократски избори, со испраќање на двосмислени јасни иницијативи и предлози до нашите членови, симпатизери и подржувачи. Шанса нашата Македонија мора да добие на избори да се смени ова зло кое што управува со државата. Ако тоа не е овозможено, опозицијата нема ниту намера, ниту право да алиментира режим во неговото натамошно опстојување.